Добре дојдовте во Бизнис објектив. Конфликтот на Блискиот Исток и нападите кои што се случуваат предизвикаа сериозни потреси на светските енергетски пазари. Неизвестноста ги зголеми цените на нафтата и гасот, а расте и побарувачката за злато како сигурно за солниште. Загрижува ситуацијата во Ормудскиот теснец преку кој поминува околу 1/5 од светската нафта. Конфликтот на Блискиот Исток е клучен и во однос на влијанието што го има врз глобалните патувања и глобалната трговија. Мирјана Јовеска со деталите. Инфлацијата во еврозоната се соочува со благ раст. Официјалните податоци покажуваат дека во февруари цените се зголемиле за 1,9% на годишно ниво, а ако се земат предвид само храната, алкохолот, цигарите и тутунските производи, тогаш годишниот раст на цените изнесува 2,6%. Но како ќе се движи инфлацијата во наредниот период зависи од развојот на настаните на глобално ниво или попрецизно на Блискиот Исток. Конфликтот меѓу САД и Израел против Иран може да предизвика значителен скок на инфлацијата во еврозоната и забавен економски раст, предупреди главниот економист на Европската централна банка Филип Лейн во интервју за Financial Times. Зголемувањето на цените на енергијата врши притисок врз инфлацијата, особено на краток рок, а таков конфликт би бил негативен за економската активност, рече Лейн, додавајќи дека обемот на влијанието ќе зависи од ширината и времетраењето на конфликтот. Сличен е ставот и на представниците на Македонската централна банка. Вице-гувернерката Митреска рече дека ескалацијата на Блискиот Исток е уште еден во серијата шокови што ја погодуваат глобалната економија во последниот период, а тоа создава релативна непредвидливост. Но според неа глобалната економија засега покажува релативно силна отпорност заради добро осмислени политики, голема флексибилност и брза адаптација на приватниот сектор. Свој придонес има и брзиот развој на технологијата, бидејќи ја зголемува продуктивноста. За жал, последните денови овој конфликт САД Израел-Иран прерасна во поширок регионален конфликт и неговиот потенцијал за нарушување на глобалните економски тикови главно е лоциран во можноста за нарушување на снабдувањето со нафта и газ и зголемување на цените. Мислам дека на сите ни е јасно кога сте мала и отворена економија која што е увозно и енергетски зависна, вие не можете да останете изолирани од ваквите случувања. Каналите преку кои што може да се пренесат овие глобални шокови врз нашата економија се веќе и познати и конвенционални. Првиот е директниот канал, ние сме увозници на нафта и на газ, со тоа светскиот раст на овие цени веднаш се пренесува и врз домашните цени на енергенсите, а потоа и на останатите цени, на останатите производи и услуги кои што се енергетско сензитивни. Со оглед на тоа што сме увозници на нафта, се разбира дека растот и на газ, растот на овие цени, значи и поголеми обврски за увоз, што делува и на билансот на плаќање и на девизниот потенцијал во економијата и на девизните резерви. Вториот пункт на канали на пренос, тоа се индиректните ефекти, што би можеле да ги почувствуваме преку економските изгледи на нашите клучни трговски партнери. За нас тоа е Европската унија. Вице-гувернерката посочува дека Централната банка во моментов има многу посилен капацитет и многу поголем простор за амортизација на евентуални шокови споредено со претходните кризи. Најголема грижа за светската економија представува блокирањето на Ормудскиот теснец, кој се наоѓа на излезот од Персискиот залив. Извозот на нафта и течен природен газ од Блискиот Исток до глобалните пазари движи токму од тука, преку Арапското море и Индискиот океан. Еве како анимиран тракер го прикажува бродскиот сообраќај во Ормудскиот теснец во текот на минатиот викенд, пред и по стартот на воените дејствија. Транспортот во петокот вечер се одвива со редовно темпо пред движењето да се забави во саботата и речиси да запре до понеделникот. Низ ова поврзување меѓу Иран и Оман поминува приближно 1/5 од нафтата што секојдневно се тргува на светско ниво или 21 милион барели дневно. Танкерите што превезуваат сурова нафта од големите производители, вклучувајќи ги Саудиска Арабија, Ирак, Кувајт и Обединетите Арапски Емирати, транзитираат низ овој воден пат пред да се упатат кон Европа, Азија и пошироко. Што се однесува до Европската унија, околу 15% од незината побарувачка за нафта поминува низ Ормудскиот теснец. Од тука, дури и само закана за прекин на транспортот може да ги потресе пазарите. Енергетската аналитичарка Джес Ралстон
Вели дека во Европа се уште нема докази за физички недостиг. When there's uncertainty like this in the world, I mean, the tendency is for people to panic, and lots of people remember what happened with Russia and Ukraine and all the uncertainty, and obviously inflation has gone crazy since then. But at this point, to the UK and in Europe, there's not expected to be significant actual shortage of supply. It's more prices that are being impacted, so prices have gone very, very high because of potential disruption rather than there being an actual shortage. So at this point, people panic buying petrol is probably a little bit preemptive, but further down the line, it's going to be all about those prices and trying to make sure that energy bills don't go crazy like they did over the past few years. Прерано е да се прогнозира во кој обем ќе биде влијанието врз цените на крајните потрошувачи, но ако продолжи конфликтот, расте и инфлаторниот ризик. Конфликтот на Блискиот Исток има огромно влијание и врз патувањата и глобалната трговија. Откако минатиот викенд почнаа американските и израелските напади врз Иран, а потоа и одмазничките напади врз Израел и земјите од заливот, комерцијалните летови во тој регион се запрени или строго ограничени, оставајќи ги туристите, деловните патници и сезонските работници заглавени во хотели, на аеродроми и крстосувачки бродови. So it is a strategic corridor in terms of being able to move west to east. 20 to 30% of the world's travel and trade goes through that corridor. So by blocking that airspace, you ultimately block global connectivity of people, of trade, of economic engagement, and of global stability. So it's a strategically very important point in the world for when things are going well, and very, very sensitive when things are going wrong. Неочекуваната состојба и затекнатите патници, но и жители во сега веќе завојуваниот регион, ја зголеми побарувачката за чартер летови со приватни авиони. Најбарана дестинација во моментов е Истанбул, бидејќи оттаму има многу добри врски низ целиот свет. Половина од барањата за чартери се однесуваат на оваа дестинација, а потоа следуваат Лондон, Рим и Мадрид. Вонредната побарувачка ги вивна цените на чартерите. Ако во нормални пазарни услови лесен авион од Мускат до Истанбул би чинал околу 40.000 евра, сега цената е двојно повисока, додека поголемите авиони со поголем капацитет за патници и товар достигнуваат цени и до 120.000 евра. First of all, this increases in cost reflects the aircraft scarcity, the repositioning costs as well, and the operator risk assessments. So this is not a speculative pricing. I mean, there is a real justification to these prices at the moment. This is not a typical leisure demand as we are used to. This is a real primarily security-driven and relocation-driven demand. So basically at the moment we are doing all what we can call repatriation flights. И тука не запираат негативните ефекти врз глобалната економија од блокирањето на водниот пат на јужниот брег на Иран. Покрај тоа што Ормудскиот теснец е клучна траса за транспорт на алуминиум и шекер, низ него поминува и третина од ѓубривата потребни за земјоделството на светско ниво. Од тука, ако војната продолжи, тоа наминовно сестрано ќе се одрази. А како реагираат инвеститорите во ваква ситуација? Каде ги насочуваат своите средства и што може да се очекува во наредниот период? Дали капиталот се повлекува од поризичните пазари и се насочува кон побезбедни инструменти? Во продолжение слушаме за можните сценарија и ефектите врз глобалните финансиски текови. Пазарите генерално секогаш на криза реагираат прво емотивно, па потоа рационално. Емотивно значи дека секогаш паѓаат пазарите во оваа ситуација, има одредена паника кај луѓето, кај инвеститорите, меѓутоа на долг рок најчесто тие се опоравуваат, а во последниве кризи покажа дека многу брзо се опоравија. Тоа е, да речеме, конкретен пример, некој сличен е војната во Русија и во Украина, кој што исто така предизвика слично како и сега некоја енергетска криза, да речеме, каде што имаше нафтата порасна, енергенсите се поскапија и таа криза се релативно за 7-8 месеци се врати во нормала. Неколку примери се исто така тука битни да ги споменеме, тоа е дека често пати и самите влади држави реагираат макроекономски политики каде што ги намалуваат даноците или своите стокови резерви ги употребуваат за да ги ублажат овие кризи
и на овој начин им помагаат на бизнисите и на економијата, што е можно побрзо да се опорави. Дополнително, секогаш бизнисите и компаниите се флексибилни, се обучени од минатото да се справуваат, односно нивната флексибилност ги донела до тоа да бидат на врвот во нивните индустрии, и проблеми и кризи има во секој бизнис на секојдневно ниво, и успешноста на јаките компании уствари таа способност да се справуваат со секакви непредвидени ситуации. Така да и во оваа ситуација дали ќе влие многу или не зависи од тоа колку ќе влие на самите финансиски извештаи на компаниите. Односно, првиот шок е секогаш емотивен, постои страв дека може да се случи, меѓутоа ако по одредено време извештаите покажат дека нема пат на приходи, нема пат на добивки, или тоа се мали, незначителни или не преголеми, тогаш пазарот ќе препознае дека оваа криза не влијаела на директно толку на профитите на компаниите, и пазарите би се стабилизирале, да речеме, по одредено време. Тоа не може да знае никој за колку време, меѓутоа праксата покажува дека бројките позади извештаите се тие кои што на добро го детерминираат. Постојат генерално три типа на реакции. Првата е луѓе се повлекуваат и одат во кеш и ги чуат парите во кеш. Вториот тип се луѓе кои што одат во други финансиски инструменти, како што е злато и други благородни метали, кои што се, да речеме, перформираат добро во кризи и се дефанзивен, да речеме, финансиски инструмент за да си го заштитат својот капитал. И третите се оние кои што си ја пратат својата стратегија на долг рок без разлика што се случува во моментот. Тоа се луѓе кои што акциите ги гледат на долг рок, односно инвестирањето не го гледат како краткорочни циклуси, туку го гледат како инвеститор во тој бизнис, и тој бизнис на долг рок дека ќе продолжи понатаму да функционира добро. Така да сите овие начини, нема точен начин како треба да се реагира, меѓутоа најчесто луѓето реагираат така. Еве, сега до пред еден месец имаше all time high на пазарите, значи во април месец имаше пат од 25%, 30% од цените на Трамп. За 8 месеци стана берзите all time high, пред 2 години беше војната во Русија и Украина, па се случи тоа. Тоа е на тенденција на бизнисот. Бизнисот секогаш реинвестира дел од добивката и секогаш има тенденција да расте. Значи, примарната улога на секој сопственик на бизнис е наредната година да има поголем промет и поголеми приходи, односно поголеми добивки. И секогаш ќе се стремат кон тоа. Тоа го постигнуваат преку реинвестирање на дел од добивката, за да отворат нов производ, нова услуга, да влезат на нови пазари, да подобрат технолошки процеси и така натаму. И на тој начин успева да го пораснат бизнисот, оние што ќе успеат ќе бидат на врвот, другите нема да го постигнат, меѓутоа овде е битно да го потенцираме тој момент дека бизнисите секогаш има тенденција да растат. Секогаш зависи од апетитот на ризик кон луѓето, од временската рамка која што имаат. Не е исто човек на 20 и човек на 50 години, значи немат исти апетит и временска рамка за инвестирање, така да секогаш тоа треба да биде персонализирано, меѓутоа треба да ги знаеме природата на финансиските инструменти и тоа дека не постои совршен финансиски инструмент, туку постои добро портфолио, односно добро структурирани финансиски инструменти за да ни помогнат кон реализација на нашите финансиски цели. Акциите се секогаш долгорочен финансиски инструмент. Значи тоа се работи кои што треба да ги гледаме на 10 плюс годишен период, односно кога вложуваме во акции, треба тие пари да не бидат најчесто да не ни бидат планирани за 2, 3, 5 години, туку да бидеме спремни да ги чуваме подолго 10 години. Златото е секогаш инструмент дефанзивен, кој што перформира добро во кризи, тој ни го чува, да речеме, вредноста, кога акциите би паднале, да речеме, во некои кризи, така да златото треба да биде секогаш присутно во нашето портфолио. Така да добрата структура е побитна да се направи и доброто да се испланира. Нормално во секоја криза постои шанса, а тоа е кога е вредноста намалена, постои шанса да човек успее да реализира и надпросечна некоја добивка, доколку овој момент се искористи или некој момент кога берзите се паднати, а при тоа
Тоа се компании кои што се стабилни, кои што имаат одличен кеш флоу, кои што генерираат добивки во моментов поради некоја не шпекулативна криза, меѓутоа моментална, да речеме, состојба во светот глобално ги придонесува до тие. Економистите се надеваат дека конфликтот на Блискиот Исток нема долго да трае и дека ќе се избегне нов енергетски шок, но предупредуваат дека фискалниот простор на Македонија е значително стеснет. Доколку кризата ескалира и предизвика посериозни ценовни притисоци, државата би имала ограничени можности за нови и обемни мерки за поддршка на економијата и граѓаните, вели универзитетскиот професор Борче Треновски. Тоа што се случи е исклучително специфична и комплицирана состојба. Она што можеме да го кажеме е дека имавме во изминатиот период прилично големи потреси и економски шокови кои се случија. Еден дел беа поврзани со Русија, Украина и другите. Видовме кои се ефектите, имавме и неколку научени лекции, можеме слободно да дискутираме во ситуација кога енергетските канали или транспортните канали трпат определени последици, односно се запрени или по определени други економски, политички, социјални, воени вакви нарушувања се нагризани, односно не функционираат. Во таквата состојба како што е оваа сега, најпрви самата неизвестност која се појавува, гледате, предизвикува определени турбуленции на цените. Гледате, почна некаде во петок кризата, понеделник чекаат сите да се отвори берзата да се види колку ќе биде зголемувањето на цената на нафтата. Дури да не беше реално зголемувањето, веднаш да нема запирање на каналите на транспорт и така натаму, реакцијата поради неизвестноста на берзите и на цената веднаш се одрази на овој начин. Ние сега не знаеме колку ќе ескалира оваа криза. Јас не сум некој геополитички аналитичар, економист сум, меѓутоа сепак сметам дека нема долго да се задржи ваквата состојба и дека нема да бидат преголеми последиците, се разбира ако не се задржи долго. Не знаеме како ќе се одвива ситуацијата со транспортот на нафта. Знаете дека преку Ормускиот теснес некаде 1/5 од светската нафта поминува. И знаеме во минатото кога имаше најави за негово запирање, веднаш имавме значајно зголемување на цената на нафтата. Веднаш реагираа и земјите производители на нафта, меѓутоа и сите оние поврзани во ланецот и синџирот на снабдување поврзани со енергетските фактори. Она што е особено важно за нашата земја, сега да се вратиме на македонската економија и зошто би биле ранливи ние во ваква ситуација. Најпрви целата ситуација, односно економска состојба во која се наоѓаме, не смееме да занемарим. Гледате дека веќе подолг период сме соочени со бројни кризи, буџетскиот дефицит, иако привремено намален, високо остана со години, јавниот долг не е прилично висок, нашиот фискален простор е прилично истрошен за некои силни економски и социјални мерки ако ескалира состојбата понатаму. Она дополнително, ние сме увозно зависна земја. Пред све сме увозно зависна за храна и за енергија. Во енергијата најголем дел заземаат енергетските поврзани со нафтата. Тука е нафтата и гасот, тие се поврзани, имајте цени паралелно се движат нагоре или надоле во однос на глобалните случувања. Тие енергетски сами по себе се еден предизвик. Самото зголемување на цените на нафтата поврзува зголемување или отежнување, односно поскапување на цените на транспортот, поскапување на цените на храната, поскапување на се што е поврзано со вложување, односно вклучување на некој тип на енергија. Во тој случај малите отворени економики како нашата, кои се увозно зависни, кои увезуваат голем дел од своите производи и се извозно зависни, може да трпат повеќе последици. На едната страна последиците се поради зголемените цени. Едно е во енергетскиот сектор, другите се поврзани со транспортот, со храната и така натаму, и видовме во минатото што може да се случи. Некој благо зголемување на инфлацијата, доколку е краткорочно, може би да биде незначајно, меѓутоа ако е долгорочно сепак можеме да очекуваме некои зголемување на цените во таа насока. Од друга страна пак е извозната компонента, односно моторите на нашиот развој се насочени кон извозната активност. Доколку се влоши оваа состојба, имаме повторна ескалација на цените на нафтата, на гасот. Доколку прерасне во некоја регионален конфликт поголем, тогаш ќе имаме запирање на определени трговски канали. Имаме ние глобална интегрираност на економиите. Имате делови, имате транспортни синџири кои поминуваат низ тие региони. Во тој случај би можело уште дополнително да се нагризи делот поврзан со набавките. Ескалацијата нема да биде од тој домен за да се соочиме со неостаток на производи или некоја преголема криза. Јас мислам дека би можело да има благо зголемување на цените на нафтата и тоа би било од краткорочен како да кажем, од краткорочен ефект само во определен период. Меѓутоа, она што го кажавме, доколку се зголеми подолгорочно, доколку ескалира конфликтот понатаму, во тој случај сите оние ефекти кои го чувствувавме на почетокот ако се сеќавате на кризата со Русија и со Украина можат евентуално да се прелеат и кај нас. Меѓутоа да не забораваме да се навртам на делот поврзан со извозот. Ако се намали, тогаш тоа може да влијае на намалување на економската активност. И пред се намалување на економската активност на нашите најголеми, знаете, трговски партнери, затоа што енергетската зависност на целиот регион, па и на Европа е прилично голема. Пред се на нашата земја. Ние имаме големи вложувања последниот период во обновливи извори на енергија, имаме некои напредоци во однос на нашата самостојност, во однос на
енергетските извори. Меѓутоа таа се уште не е доволна за ние да можеме да кажеме дека можеме да се изолираме од околината. Она што го научивме од претходните кризи и што е особено важно и што може да се искористи и во оваа и во некоја следна криза. Најпрво дека секогаш треба да го билдате својот фискален простор и својата сила, своите структурни реформи во добри времиња. Кога времињата се добри, вие правите реформи во јавната администрација, реформи во однос на институциите, реформи во однос на енергетската независност, увозната зависност и така натаму, и тогаш станувате посилни и се спремате за делот кога ќе дојде определена криза. Најпрви не отпорноста дека се прави во добри времиња. Ние делумно го искористивме, меѓутоа се уште сме значајно ранливи во оваа ситуација и не одработивме својата домашна задача. Втора работа е, мали земји како нашата не може да се изолираат од глобалните текови. Колку и да бидеме независни, колку е ефикасно да ја водиме својата економска политика. Нашата економија е драстично врзана и увозно и извозно со нашите најголеми трговски партнери, нашите странски директни инвестиции кои влегуваат во нашата земја. Значи директно сме поврзани со светот. Значи секое предвижување на глобалниот бруто домашен производ, глобалните цени на нафтата и така натаму би се одразиле драстично на нашата економија, односно и на економскиот и на социјалниот ефект и така натаму. Од тука во ваквата ситуација ние мораме да градиме партнерства, мораме да градиме силна економија која е одржлива, мораме да градиме силни фискални капацитети со цел да можеме во ваквите состојби да активираме економски, социјални мерки. Еве сега ќе кажете да внесеме определени даночни ослободувања како што правевме, намалување на акциза и така натаму. Тоа ако се сеќавате во услови на криза не чинеше стотици илјади, па и милиони во некои случаи дневно. Че се има своја цена. На тоа мораме да зајакнеме нашата економија со цел било каква ваква криза да дојде, последиците да бидат помални. Не можеме целосно да ги елиминираме последиците. Тоа е невозможно. Оваква мала и отворена економија, меѓутоа можеме да го намалиме ризикот. Сетете се кога беше здравствената криза, кога беше економската. Колку е важно да имате партнери во однос на снабдување со определени и енергетски ресурси, снабдување со определени, како да кажеме, ретки суровини и материјали кои се јавија во тој период. Во здравствената криза, на пример, санитетски материјали, вакцини и така натаму. Во овој случај на нас ќе ни требаат исто определени, не ќе ни требаат, меѓутоа е добро секогаш да имате определени партнери и така натаму. Од тука е важна и регионализацијата. Ние сме премногу мала земја за да можеме сама да настапуваме во глобалните текови и да мислиме дека ефектите нема да не допрат. Регионализацијата, соработката со сите земји од регионот и настапување како еден заеднички партнер во оваа насока. Сепак се надевам, повторно и повторил дека оваа криза е од привремен карактер, би требала релативно брзо да заврши. Во тој домен ние можеме да сме, како да кажеме, да почекаме со цел да видиме дали ефектот ќе биде поголем. Доколку се јави веќе поголем ефект врз нашата економија, тогаш креаторите на економската политика треба соодветно да реагираат. На едната страна да влијаат на стабилизација на цените, на другата страна да влијаат на заштита на оние најранливите социјална димензија, еве денеска се зборуваше за минимална плата и така натаму, значи да влијаат на оние кои се најмногу социјално ранливи. Благодарам што не следевте. Останете со нас и на социјалните мрежи. Пријатно!